Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Продолжува кризната состојба за уште 2 недели, одлучи владата. Државниот завод за статистика пресмета инфлација од 4,9% во март, а најголем скок има кај храната и пијалоците. Изложбата Дозимерио Драган Верговски Алпи в петок во Цепенков. Времето денеска облачно со повремени врнежи од дожд. Урбан маркетинг. За сите вас, најубави јајца за среќни велигденски и првомајски празници. Живинарска фарма Долнен и Прилеп. Гостилница Еснав, ваш одличен избор за семејни прослави, роденденски забави, деловни состаноци и средби. Бирајте мудро, бирајте паметно. Гостилница Еснав, позади бизнес центарот во Прилеп. 30 години заедно со вас, Трио 95 Прилеп. Среќни велигденски и првомајски празници со производите на Трио 95. Нудиме полиси за автоодговорност, зелен картон, патничко осигурување, каско осигурување, имотно осигурување, здравствено и животно осигурување. Ексклузивни застапници сме за истоимената полиса за животно осигурување Протектор, која може да ја добиете исклучиво кај нас. Посетете ги на новата локација, проверете на веб или на Facebook страната Протектор, Друштво за застапување во осигурувањето Прилеп. Телефон 073 555 006 во близина на Чумовчанец. За внимание, почит и грижа на старите лица, контактирајте не денес на 078 430 140. Хомкер Прилеп, агенција за грижа на стари лица. Урбан маркетинг. Владата одлучи да ја продолжи кризната состојба за уште нови 2 недели, информираше денеска премиерот Христијан Мицкоски и нагласи дека ќе има нова седница на која ќе се одлучува и да се задржи ДДВ-то на горивата на 10%. Тој најави дека ќе следат и цените на нафтата на берзите и врз основа на нив ќе се утврдува и висината за намалување на акцизата. Мицкоски информира и дека државните резерви со нафта се полни, а во следниот период ќе продолжи и попустот што го дава ОКТА. Тој посочи дека очекува цените на горивата во следниот период да останат стабилни и да се намалуваат за одреден процент. Од почетокот на кризата не биле користени државните резерви на нафта, а снабдувањето било стабилно. Побарувачката не се намалува, а имало денови кога се продавале над 2 милиони литри на македонски граѓани, но и на граѓани на соседните земји, каде што горивата се со повисоки цени. Државниот завод за статистика пресмета инфлација од 4,9% во марта, најголем скок има кај храната и пијалоците. Статистиката го потврди она на што алармираа граѓаните. Двоцифрена инфлација со раст на трошоците за живот за речиси 7%. При тоа месото е поскапено за речиси 12,8% раст, кај млекото, млечните производи и јајцата се поскапени за 8,12%. Шејкерот за 10,22%, додека кај растот кај маслото и мастите изнесува речиси 7%. Вкупната годишна инфлација во март достигна 4,9%, што значи дека ценовниот раст веќе излегува над рамките на она што се сметаше за контролирано темпо во првиот дел од годината. За споредба, лани во истиот период, додека беа активни владините мерки за ограничување на дел од цените, годишната инфлација изнесуваше 2,73%. На 17 април в петок од 19 часот во ликовната галерија од Центарот за култура Марко Цепенков ќе биде отворена изложбата Дозимерио Драган Верговски Алпи.
Ќе бидат изложени 30 дела работени на картон и на алуминиумски лим, на кои се пренесени најразлични мотиви – крстови, пейсажи и кочанско поле. Изложбата е поддржана од Министерството за култура и туризам. Драган Верговски Алпи е советник-конзерватор, завршил Средно уметничко училиште, Педагошка академија кај професор Борко Лазески, а Факултет за ликовна уметност во Скопје кај професор Димитар Кондовски. Самостојно изложува од 1968 година со изложба на младинска работна акција во Нов Белград. Има реализирано бројни самостојни и групни изложби, работи и икони. Од полицискиот билтен издвојуваме две пријави. На 15 април во 1 часот и 40 минути во ОВР Прилеп ДС, 34 годишен од Прилеп, пријавил дека на работното место во Општа болница Прилеп бил физички нападнат од Ођ. Се преземаат мерки за расчистување на настанот. На 14 април во 15 часот и 15 минути на улица Даме Груев во Битола полициски службеници од СВР Битола го лишиле од слобода ИР 26 годишен од Прилеп. Имено при контрола во сообраќајот полициските службеници сопреле патничко возило Шкода со битолски регистарски ознаки управувано од ИР, при што било констатирано дека возилото го управувал без да поседува возачка дозвола. По документирање на настанот против него ќе следува соодветна пријава. На 12 април во 14 часот во ОВР Прилеп е пријавено дека на улица Јоска Ордановски во Прилеп ГК и МР, двајцата од Прилеп, го нарушиле јавниот ред и мир со меѓусебна тепачка. Се преземаат мерки за расчистување на настаните, информираат од СВР Битола. Временска прогноза. Времето денеска претежно облачно со повремени локални врнежи од дожд со слаб до умерен ветер од југоисточен правец. Во Прилеп променливо облачно со повремени врнежи од дожд. Минималната температура се спушти до 6, а максималната достигна до 14 степени. Во наредните денови следува период на променливо облачно и релативно топло време со сончеви периоди во текот на денот. Утре на места ќе има слаб дожд, а во четврток ќе биде нестабилно со локален пороен дожд и појава на ретки грмежи. До петок ќе дува засилен југоисточен ветер. За време на викендот ветерот ќе го промени правецот во северен со умерен интензитет. Временска прогноза. Слушавте Пелагониска хроника, продукција Радио Пела, април 2026 година. Уредник Гордана Цветановска, техничка реализација Никола Димески.